силна порака на 8 март од женскиот марш во Скопје. 25 кривични дела поврзани со семејно насилство за 2 недели, бележи статистиката на МВР. Регулатор на утре ќе одлучува за новата цена на горивата. Во 270 инспекцијски контроли, 20 бензински немале гориво. Владата тврди дека го трошат соседите. Има голем притисок од соседните држави, каде што цената на енергенсите е повеќе од 40-50% поголема од цената за енергенсите кои што се кај нас. Авион со над 200 македонски граѓани евакуирани од Дубаи вечерва треба да слета на Скопскиот аеродром. Најавени се уште 2 чартер летови во наредните денови. Иран доби нов врховен лидер. Собранието на експерти постигна консензус. Токсичен дожд над Техеран откако беа погодени неколку нафтени депоа. Денеска е 8 март, Меѓународен ден на жената, символичен знак на признание за борбата за социјална, економска и политичка рамноправност, почната пред повеќе од 1 век. Живееме во 2026 година во време на неверојатен технолошки напредок, кога речиси се ни е на дофат. Но, за жал, во време кога не можеме гордо да погледнеме во очите на жените помеѓу нас. Во 2 месеци загубивме 4. Мајка, сестра, ќерка, само поради тоа што биле жени. Должност ни е денеска да не дозволиме тие да останат црни бројки во мрачната статистика. Нека бидат причина за промена. Среќен 8 март, дами. Со маршот од паркот Жена Борец до постаментот од украдената биста на Вера Јоцич зад владата, граѓанските организации го одбележаа Меѓународниот ден на жената. Им дадоа почит на жртвите на семејно насилство и побараа еднаквост на дело. Маршот го следеше колегата Даниел Василев, го имаме во живо во овие вести. Даниел, какви се пораки можеа да се слушнат од денешниот марш? Добар ден, има неколку илјади граѓани, пред се жени присуствуваа на протестниот 8-мартовски марш под мотото "Нема да не снема". Очекувано овој протестен марш беше посветен на семејното насилство по онаа трагедија во Скопски Карпош, откако 32 годишната Ивана заедно со својата 6 годишна Катја скокнаа од 6-тиот кат. Меѓутоа не изостанаа и пораките за економска и социјална рамноправност помеѓу мажите и жените. Она што е запрепастувачки е дека додека протестниот марш завршуваше токму тука, Министерството за внатрешни работи извести дека само вчера и денеска регистрирани се 5 случаи на насилство врз жените во Скопје. Деталите во продолжение. Ке ги замолам сите присутни за 1 минута молк за сите жени кои денес не се со нас, бидејќи системот не ги заштити. Со едноминутно молчење почна протестниот 8-мартовски марш под мотото "Нема да не снема". Присутните побараа правда за Ивана и Катја, но и за сите жени жртви на семејно насилство. Потврдивме како општество, потврдивме како систем, потврдивме и како родители. Ние до ден денес не создадовме подобра иднина за нашите деца. Создадовме страв, создадовме систем во кој со право немаме доверба. Како не ви е срам да се појавите на говорница после рекорден број на убиства на жени, на кои им претходело пријавувано насилство, по кој не се постапувало соодветно, и да ни порачате да пријавуваме и да не ги повлекуваме пријавите. Освен насилството, кое очекувано по трагедијата во Карпош беше во фокусот на овогодинешниот 8-мартовски марш, жените се осврнаа и на економската состојба. Побараа поголема заштита, но и права за жените земјоделки. Бирократијата и стравот од отпуштање ги брише жените од работните места уште пред да отидат на породилно отсуство. А ако стигна дотаму, фондот задоцнува со исплата, а уште потешко е за земјоделките. Вкупно 14.733 жени се регистрирани како земјоделки во оваа земја, но се невидливи за државата кога треба да им обезбеди породилно отсуство или здравствено осигурување. Поговорите во паркот Жена Борец продолжија покрај собранието, па покрај владата.
Маршот заврши пред украдената биста на Вера Јоцич покрај кеот на Вардар позади владата, каде положија цвеќе. И додека жените маршираа против насилството, Министерството за внатрешни извести дека вчера и денеска само во Скопје имало 5 случаи на насилство врз жени. Тројца насилници се приведени, а двајца се повикани на информативен разговор за напад и агресивно однесување кон нивните сопруги, партнерки, ќерки и снаи. Даниел Василев, Сител телевизија. Во текот на последните 2 недели МВР поднело 21 кривична пријава за сторени вкупно 25 кривични дела во врска со семејно насилство, од кои 6 кривични пријави се поднесени по брза постапка. Покрај ова, на подрачје на СВР Скопје поднесени се 5 кривични пријави за родово базирано насилство, од кои 3 се за загрозување на сигурноста и 2 кривични пријави за кривично дело демнење. При тоа изречени се 5 мерки притвор, како и 1 мерка предпазливост на подрачје на секторот за внатрешни работи Скопје. Најголемиот дел од кривичните дела во врска со семејно насилство се загрозување на сигурноста, вкупно 11, 10 кривични дела телесна повреда, додека регистрирани се по 1 кривична пријава за тешка телесна повреда, неизвршување судска одлука, противправно лишување од слобода, обид за убиство и полов напад и силување. За делото обид за убиство во Скопје од пред неколку дена сторителот е лишен и се преземаат интензивни мерки за негово целосно документирање и затворање со соодветна кривична пријава, информираат од МВР. Што се однесува до секторите за внатрешни работи, СВР Скопје поднесе 5 кривични пријави, СВР Куманово 2, СВР Штип 3, СВР Охрид 4, СВР Струмица поднесе 5 кривични пријави, а по 1 пријава поднесоа и секторите за внатрешни работи Тетово и Велес. Инаку, во наведениот период од 2 недели на територијата на целата држава пријавени се 39 настани во врска со кривични дела со семејно насилство и 63 поплаки во врска со семејно насилство. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека во споредба со последните неколку години во 2025-та бележат тренд на зголемување на бројот на изречени мерки притвор во рамки на кривичните пријави по брза постапка, кој продолжува и во 2026 година, особено по законските измени. Регулатор на утре ќе одлучува за новата цена на горивата. Во 270 инспекцијски контроли, 20 бензински немале гориво. Владата тврди дека го трошат соседите. Има голем притисок од соседните држави, каде што цената на енергенсите е повеќе од 40-50% поголема од цената за енергенсите кои што се кај нас. Авион со над 200 македонски граѓани евакуирани од Дубаи вечерва треба да слета на Скопскиот аеродром. Најавени се уште 2 чартер летови во наредните денови. Државниот пазарен инспекторат направил 270 инспекцијски контроли, а првиот човек на инспекторатот вели дека 20 бензински станици немале гориво. Објаснувањето кое го добиле инспекторите било дека состојбата е времена, па не можеле да им пишат касни. Од владата велат дека Македонија има најевтини горива во регионот, па горивата на нашите бензински станици ги трошеле соседите. Регулаторната комисија за енергетика, согласно новите правила, утре ќе одлучува за новата цена на горивата. Мартин Арсов ги има деталите. Пазарните инспектори излегоа на терен да прават вонредни контроли, откако на социјалните мрежи се проширија информации дека на дел од бензинските станици не се точи гориво. Директорот на Државниот пазарен инспекторат Стојковски за Сител изјави дека во изминатите 3 дена биле спроведени над 270 контроли на пумпите низ целата држава. При инспекциите било утврдено дека кај 20 на бензински станици имало привремен недостиг на гориво. Сепак, како што посочува Стојковски, прекинот во снабдувањето траел кратко, од 1 до 2 часа, додека се дополнат резервоарите, пошто точењето продолжувало без проблеми. Поради тоа, инспекторите не напишале казни. Според првиот човек на пазарниот инспекторат, причина за привремениот недостиг била нагло зголемената побарувачка за гориво, која била и до 4 пати поголема од вообичаеното. Ова го потврди и премиерот Мицкоски. Забележани се такви однесувања на некои пумпи во пограничните општини, затоа што има голем притисок од соседните држави, каде што цената на енергенсите е повеќе од 40-50% поголема од цената за енергенсите кои што се кај нас.
Да речеме, во соседна Србија таа е помеѓу 120 и 130 денари за литар, зборам за дизелот, кај нас е 71 денар. И како резултат на таквиот притисок, ние имаме огромно зголемено количество на трошење на нафта и нафтени деривати и можеби поради тоа во одредени бензински пумпи дошло до недостиг на количините. Првиот човек на пазарна апелира до граѓаните да не се шири паника и да не се создаваат непотребни колони од автомобили на бензинските станици. За ограничувањата на дел од пумпите, каде што на потрошувачите им е дозволено да наточат најмногу до 50 литри гориво, Стојковски вели дека таквата мерка е законска. Лимитот бил воведен поради случаи во кои странски камиони точеле и до 2 тони гориво, пошто ја напуштале државата. Според него, ваквата пракса можела да предизвика недостиг на гориво за домашните потрошувачи. Регулаторната комисија за енергетика утре ќе донесе одлука за нови цени на дериватите. Премиерот неколку пати кажа дека ако има драматичен скок, владата ќе реагира веднаш. На располагање се две мерки, да се намали акцизата или ДДВ-то. Регулаторна во средата го измени и правилникот за да обезбеди сигурност во снабдувањето. Одлука за нови цени на горивата ќе се носи еднаш неделно, само во понеделник. Мартин Арсов, Сител телевизија. Според последните информации, околу 150 македонски граѓани попладнево тргнале од Дубај, а вечерва треба да слетаат на Скопскиот аеродром со првиот од вкупно најавените 3 чартер летови. Во наредните 3 дена треба целосно да заврши процесот на евакуација, информираат од Министерството за надворешни работи. Првиот транспорт беше направен во четвртокот, кога преку Египет беа евакуирани група од 5 македонски државјани. 150 македонски државјани вечерва се враќаат од Обединетите Арапски Емирати. Меѓу нив најголем број се туристи кои се затекнале таму во моментот кога почна војниот конфликт на Блискиот Исток. Чартер летот е организиран од Дубај и ќе слета на меѓународниот аеродром во Скопје околу 21 часот. Ова е првиот од 3 чартер летови кои владата ги договори за нашите граѓани кои побараа помош во дипломатските представништва. На овој лет за Скопје се качија апсолутно 151 патник, колку и што впрочем беше предвидено според договорот од Софлај Дубај и расположивите седишта во авионот. Приоритет се земени семејствата со деца, кои што биле присутни овде за по основна туристички престој. Апсолутно сите се безбедни. Ние сме во постојана комуникација со нив поединечно, со сите наши граѓани кои што се пријавени во амбасадата. А исто така аз лично сум во редовна комуникација, 3 пати дневно добивам информации од кризниот штаб на Обединетите Арапски Емирати. Фитнес инструкторот Марио, кој живее и работи во Дубај, вели дека не е меѓу првата група патници кои се враќаат вечерва, бидејќи приоритет биле семејства со деца и туристи. Со оглед на тоа што само што се вратив од ручек на плажа на Палмата, ситуацијата е прилично нормална. Генерално тековниот живот си тече, луѓето работат, шетаат. Нормално дека не е со таа динамика која што беше пред целата ситуација, но генерално е безбедно и функционално. Така да нема рестрикции, нема забрани за движење. Од време на време еднаш во денот, последниве неколку денови добиваме известување преку порака дека можен напад и тоа е превентивно, се советува дека треба да бидеме на затворено место, во затворена просторија, да не бидеме експлодирани на отворено. Ако чувствуваме дека има стварно нешто кое што е опасно, би се вратиле со другиот авион, ама ситуацијата се уште да речем стабилна. Факт е дека секој човек различно делува на овие работи, некој се чувствува загрозен и сака да се оди. До среда ќе бидат реализирани уште 2 лета со комерцијален авион. Со нив ќе бидат вратени околу 400 македонски државјани кои се пријавиле од Емиратите, 89 лица од Катар, 36 од Кувајт, 15 од Бахрейн и 5 од Саудиска Арабија се на списоците за враќање дома. Авионите ќе полетаат од Ријад како најбезбедна точка во овие кризни подрачја. Дотаму се организира спроведување на патниците по копнен пат. Од владата рекоа дека со овие комерцијални летови ќе бидат вратени и странски државјани за кои државите од регионот побарале помош од владата. До сега се вратени 5 македонски државјани кои побарале да бидат евакуирани од Израел. За нив беше организиран транспорт до Египет, од каде беа преземени и со владиниот авион се вратија во Скопје. Нашите ДКП во меѓувреме асистирале и за 6 лица кои побарале да бидат евакуирани од Тел Авив и Каиро. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.
Власта и опозицијата во Македонија ја вратија во живот темата за мигрантските кампови. Откако британскиот амбасадор во телевизиско интервју потврди дека нема договор за таква постапка, власта ја обвини опозицијата дека работи деструктивно. Иронично, од СДСМ возвратија дека за се му веруваат на премиерот, затоа што секогаш ги исполнувал своите ветувања. Кој ги лажа граѓаните на тема мигранти? Власти и опозицијата повторно се судрија на оваа тема откако британскиот амбасадор изјави дека никогаш немало договор за прифаќање мигранти помеѓу Македонија и Велика Британија. Ова според Мицкоски ги разобличи лагите кои СДСМ ги ширеше со месеци само за да создаде паника помеѓу граѓаните. Со месеци се пласираше приказна без ниту еден документ, без ниту еден доказ, без ниту една официјална потврда. Имаше само шпекулации, имаше само сензационализам и имаше политичка желба да се создаде паника кај граѓаните. Денес кога вистината е јасна и кога демантот дојде, станува очигледно дека јавноста била изложена на една безобразна политичка конструкција во низа. Но проблемот е многу поголем од оваа конкретна тема. Ова не е изолиран случај. Ова е еден длабоко деструктивен и потенцијално опасен модел на однесување на СДСМ. Од СДСМ пак иронично му возвратија дека му веруваат на оваа тема исто како што му веруваат дека ќе го поништи Преспанскиот договор и дека ќе го врати името. Како да не веруваме кога Мицкоски зборува за кампови и центри, а никој освен него не ги споменува. Тие ќе си бидат сместени нормално, затоа и законите ги променја. Тоа се економски работници. Случајно во Британија се најавува нов модел за доброволно враќање на семејствата кои се одбиени баратели на азил со плаќање до максимум 40.000 фунти по лице како поттик да го напуштат Обединетото кралство. Веруваме дека сето ова е случајно. Не се тоа мигранти, тоа се економски работници. Многу веруваме и граѓаните многу ти веруваат. Мицкоски стои во реакцијата на СДСМ, чиј лидер претходно обвини дека поради неспособноста на власта, евроинтеграциите на државата се закучени. Праша нова тема, Мицкоски вели дека Македонија нема добиено никаква понуда од Европската унија за забрзано членство. Можноста за влез во унијата во 2027 без право на глас засега е само идеја, а не конкретен предлог. Попишувањата на бриселски политик дека оваа идеја не е прифатлива за клучните членки на Европската унија, Мицкоски вели дека ќе се воздржи од коментари за да не ги наруши позициите на државата. Таму се зрели дипломати кои што не би влегле во ниту едно сценарио без да потоа добијат потврда од земјите членки, односно од Европскиот совет за тоа сценарио. Дали дел од тие сценарија ќе бидат реализирани, кој сценарио ќе биде реализирано, да почекаме да видиме каков ќе биде исходот од сето тоа. Тоа што се зборува во ходниците, дали прво ќе биде преточено како предлог, а второ, дали тој предлог потоа земјите членки ќе го прифатат. Така што секоја друга дипломатска и политичка екзибиција, изјава или било каква реторика од страна на владата во овој момент не само што може да ги наруши нашите позиции, туку и би била неодговорна и кон граѓаните и кон државата. Мицкоски претходно ја обвини опозицијата и за ширење неточни информации за наводно прикривање на случајот со запленетата дрога во Србија, за состојбата со пожарите во државата и за финансиската стабилност на пензискиот систем. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Како размислува генерацијата Z, што е важно за да остане дома и дали воопшто својата иднина ја гледа во родната земја, што нуди државата и дали политичкиот речник е токсичен, основните човекови права и развојот на општеството. Анализа во тема на денот со новинарот Назим Рашиди. Палењето на старништата во Кочанското поле повторно ги изголеми вредностите на загадениот воздух. Освен чадот и миризбата, запалените стрништа се почесто прават проблем и во сообраќајот. Проблемот со палењето на стрништата на оризовите ниви во Кочанско со години останува еден од најголемите еколошки предизвици во регионот. Пламените јазици предизвикуваат загадување на воздухот и непријатна миризба, а во последно време се и вистинска закана за учесниците во сообраќајот. Страништата и трските кои се наоѓаат покрај патиштата се палат со стари гуми, се створа така наречена завеса која смета и на сообраќајот,
така да може да се случи некои сообраќајни незгоди. И покрај апелите на институциите и казните предвидени со закон, дел од земјоделците и натаму ја користат оваа практика за побрзо рачистување на нивите. Во лоцирање на сторителите се вклучени и од Министерството за земјоделие и противпожарната служба, но неопходно е да проработи и граѓанската свест. Ги охрабрувам и граѓаните, ако видат некои од сторителите на палење, како да ги кажеме, пиромани на тие површини, слободно да пријават, ќе ги откриеме. Имаме и со нова опрема, со дрон ги откриваме. Наместо да заврши во чат, оризовата слама може да стане корисен ресурс и за самите земјоделци. Таа може да се користи како суровина за производство на брикети и пелети за грејење, но и како материјал за производство на компост и органско ѓубриво. За Сител, Трајан Ристовски. Агенцијата за финансиска поддршка со нова кампања на терен започна директна комуникација со сточарите. Тие пак побараа поголема и навремена поддршка од државата. Праша и агенцијата е насловот на новата кампања на Агенцијата за финансиска поддршка која што започна од прилеп на средба со одгледувачите на овци од цела Македонија. Беше истакнато дека за 2023 и 2024 година се изготвени сите потребни документи за исплата на заостанатите субвенции. Биле доставени до Трезор и се очекува наскоро истите да бидат исплатени. За 2025-та пак биле оделени 1 милиарда денари за мерката сточарство. Се очекува и тие да бидат наскоро обработени, но проблемот со неисплатените субвенции за 2024 година останува, каде што од околу 2200 апликанти субвенции добиле само околу 800. Со 24 година беше ставен услов кога барањето пријавува 100 грла овци, без разлика која возраст е, од кој пол се, 50% јагнињата од тие 100 овци да му бидат предадени во кланични капацитет. Луѓево го имат исполнето тој критериум од 50%. Меѓутоа во програмата е децидно кажано од вкупен број на пријавени грла стока. Не се исклучени нити младите нерепродуктивни, нити и машките грла стока и тука се јавува проблемот кој што не можат да го постигнат да имат предадено 50% во кланични капацитети. Сточарите побараа поголема и невремена поддршка од страна на државата. Половина од сточарите не ги исполнија мерките и тие останаја без ниту еден денар оваа година. Затоа сега дали е по нивна вина или не беше убаво промовирана програмата, ние не можеме да тврдиме тука. Битно е едно да му се овозможи на сточарите да се вратат поново во живот, да се субвенционира сега, оти тие останаја без пари накаде половина веќе. Се пожалија и на тоа дека моменталната цена на јагнето била само 230 денари за килограм, а тие бараат истата да не биде помала од 300 денари. Кланичарите во моментов воопшто и не им го откупувале јагнето. Откупо е тежок, не ги зема кланиците, дали некој финтини изигравани пра, шо пра не знаеме. Чека 5 до 12 да не ги зема поевтини јагнината. Средбите на агенцијата ќе продолжили во други градови со останатите производители на храна. За Сител, Дарко Штарговски. Убавото време беше добре дојдено за гостите во Охрид. Со повеќе активности во туристичкиот центар се одбележа Меѓународниот ден на жената. Охрид за празничниот викенд исполнет со гости. Туристите кои одмараат на брегот на езерото уживаат во прошетките и посетата на културно-историските споменици. Најбрани се они од нашето соседство, но и домашните. Сараево, Босна. Јас сум од Сараево, за прв пат сум тука, воодушевени сме, има многу што да се види. Навечер има каде да се излезе, се е прекрасно. Па еве вака, релаксирано. Со прошетки покрај брегот? Да, покрај убаво езеро. Супер, Охрид е секогаш убав. Како си поминувате за празникот? Супер, многу убаво. Со настанот Е сакам за тебе засадив дрво втора година поред, иницијативата Збогум Буково на еден поинаков начин го одбележува Интернационалниот ден на жената. Пораката е цврсти сме и издржливи како дрвото. Пораката е дека секогаш мора да работиме за одржливо, можеме да купиме цвеќе, но уште подобро е кога ќе засадиме дрво, кое што ќе остане за идните генерации. Особено е важно да ја јакнеме еко иницијативата кај младата популација и да покажеме дека нашиот град тоа го заслужува. Дамите и оваа година изненадани од символичните подароци по повод 8 март. Дамите представуваат еден посебен символ, односно
кај машката популација, без разлика во какво сојство се, дали се мајки, баби, сестри, девојки, сопруги, и затоа треба ние секојдневно да му укажуваме внимание и почит, но 8 март остана како ден индивидуален ден, да малце повеќе покажеме една чест и респект. Добрата посетеност за овој период од годината буди оптимизам кај туристичките работници. Тие се надеваат на успешна летна сезона. Нина Аритоновска, Сител телевизија. А во тема на денот вечерва за размислувањата на генерацијата Z. Дали сакаат и што им нуди државата за да останат во земјата? За ова ќе разговарам со новинарот Назим Рашиди. До 19 часот останете со програмата на телевизија Сител. До тогаш пријатно.